Во одреден временски период на екстремната ескалација на состојбите, ние одговоривме согласно нашите законски права и законски обврски за заштита на сопствената граница. Намерата беше не херметички да ја затвориме границата, туку да го редуцираме влезот согласно нашите капацитети за прифаќање, за регистрација и за хуманитарен третман на овие мигранти кои што во одреден временски период на вистина ескалираа како странци и како бројка, изјави министерот за внатрешни работи Митко Чавков, кој денеска со своите колеги од Австрија, Србија и Унгарија во Охрид ќе потпишат меморандум за разбирање за преземање неопходни мерки за справување со вонредниот притисок од мигрантската криза која ги засегна овие земји. Тоа на некој начин ни помогна и да се обидеме да направиме некои оперативни контакти со нашите колеги од Република Грција, меѓутоа морам да кажам дека беше тоа сосема регионално, односно на оперативно регионално ниво. Не даде кој знае колку и какви резултати. Нашата интенција беше да ги знаеме тие мерки и активности на нивната страна од границата, бидејќи бевме сведоци и од страна на грчката територија воопшто немаше никаква контрола од граничната полиција, ниту пак имаше присуство на представници од хуманитарните организации, појасни Чавков. Тој укажа дека во последните денови бројот на мигранти повторно почнува да се зголемува. Според неговите информации, денеска бројката е веќе околу 4000 мигранти. Очекува грчките власти да не придонесуваат за екстремно или постојано зголемување на трендовите за влез на мигрантите во Република Македонија, бидејќи, како што рече Чавков, сето тоа понатаму се одразува во Република Србија, па во Унгарија, Австрија и така натаму. Истовремено со состанокот во Охрид, министерот за надворешни работи на Република Македонија Никола Поповски на покана на еврокомесарката Федерика Могерини и неговиот колега од Луксембург Жан Аселборн во својство на земја председавач со Советот на Европската унија, денеска и утре во Луксембург учествува на неформалниот состанок на членки на Унијата и кандидати за членство Македонија, Албанија, Црна Гора, Србија и Турција. Дискусиите на состанокот ќе се фокусираат на актуелната миграцијска криза која потекнува од земјите од јужното соседство на Европската унија, како и незиното менаџирање од страна на земјите кандидати кои се соочени со масовен наплив на илегални мигранти. А Македонија на мигрантите им ги обезбедува сите можности и услови за хуман пречек, прием во прифатните пунктови каде кусо престојуваат и превоз од јужната до северната граница, од каде што го продолжуваат својот пат онаму каде што наумиле, рече националниот координатор за намалување на ризиците од несреќи и катастрофи Живко Јанкуловски при денешната посета на прифатниот камп за мигранти во Гевгелија. Тој информираше дека Македонија е подготвена да го прифати и најавениот бран од околу 2500 мигранти кои што се очекуваат деновите. А во изминатото денонокие издадени се потврди за искажана намера за поднесување на барање за азил на вкупно 1800 странски државјани, од кои најголемиот број, над 1400, се од Сирија. Странските директни инвестиции ќе креираат преку 30.000 нови работни места во Македонија во следните 2 до 3 години, објави Меѓународниот монетарен фонд во извештајот кој излезе денеска од редовната мисија во земјава, спроведена јули годинава. Од фондот сметаат дека единствен начин за намалување на невработеноста е преку влез на инвестиции. Таквата стратегија за развој веќе дава резултати, констатираат монетарците. Лани Македонија имала највисок раст во регионот со стапка од 3,8% пораст на БДП. За оваа година фондот проектира раст од 3,2%, што е близу до проектираниот раст од страна на владата. Како што забележуваат од ММФ, квалитетот на економските проекции на владата е видливо подобрен и дека во последните 2 години немало одстапки од она што го планирала владата на макроекономски план и она што го реализирала. ММФ нагласува дека Македонија со јавен долг од 43,7% и државен долг од 36,1% е меѓу најмалку задолжените земји во Европа. Од 2006 година до денеска ја зголемивме просечната пензија за цели 70%, а најниската за рекордни 84%. Во 2006 година просечната пензија изнесуваше 7683 денари, а во октомври оваа година истата ќе изнесува 13037 денари, истакна министерот за труд и социјална политика Диме Спасов пред пензионерите на отварањето на 20-тите јубилејни републички пензионерски и спортски надпревари кои се под покровителство на владата на Република Македонија.
Физичките лица кои правото на користење на градежно земјиште го стекнале со надомест, како и поранешните сопственици на градежното земјиште национализирано во 1958 година, ќе можат да го приватизираат доколку нема детален урбанистички план или друг акт за урбанистичко планирање со кој се дефинира градежна парцела. Тоа, како што беше посочено на пресконференцијата на директорите на Агенцијата за катастар на недвижности и управата за имотно-правни работи Славче Трпевски и Зоран Крстановски, го овозможуваат последните измени на Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост, што ги донесе собранието, а кои треба да стапат на сила на почетокот на следната недела. 3 лица се повредени во сообраќајната несреќа што се случи претпладне во 9 часот и 15 минути на автопатот Петровец-Скопје. Повредените се пренесени во ургентниот центар во Скопје, полициските екипи вршат увид на местото на несреќата, а во меѓувреме сообраќајот беше пренасочен. Според СВР Скопје, во сообраќајката учествувале 3 возила, и тоа патничко моторно возило Land Rover со тетовски регистарски таблички, товарно моторно возило Citroen со штипски регистарски таблички и патничко моторно возило Grand Cherokee од Скопје. Рускиот председател Владимир Путин денес купати повик за создавање меѓународна коалиција за борба против тероризмот, дополнувајќи дека за ваквата иницијатива веќе разговарал и со председателот на Соединетите Американски држави Барак Обама.